Во период од 2005 до 2017 година, општина Прилеп инвестираше десетици милиони евра за подобрување на квалитетот на живот во сите населени места кои се наоѓаат на нејзината територија. Дел од населените места за прв пат добија асфалтни патишта, се изградија нови водоводи, канализациони системи, се реновираа скоро сите училишта, а за прв пат во историјата се отворија и детски градинки. Се изградија нови паркови, детски и спортски игралишта, се постави ново осветлување. До 2005 година населените места беа буквално заборавени од сите. Инвестициите во нив беа мислена именка, а селата беа како одсечени од цивилизацијата, оставени буквално на забот на времето. Се што беше направено во тие населени места беше старо, со децении и векови и предраспаѓање. Токму поради тие катастрофални услови за живот и лошо водените политики, имаше огромна миграција од населените места во градовите. Дел од селата, за жал, сега останаа комплетно пусти, а во дел живеат само уште по неколку жители. Карактеристичен пример за тоа е Мариовскиот крај. Претходната влада, заедно со локалната самоуправа, за сите овие 12 изминати години, се потруди селата во нашата општина да станат пристојни места за живеење, а квалитетот на животот таму да не се разликува драстично од онај во урбаните средини. Се инвестираше буквално во сите сфери од општественото живеење, а во рамките на нашите можности како локална самоуправа беа реализирани и решени десетици, стотици проекти и проблеми со кои се соочуваат жителите беа решени. Би сакал да започнам со инвестициите во патната инфраструктура, кои се едни од најкапиталните проекти за нашата општина во населените места. За прв пат во период од 2005 до 2017 година изградени и асфалтирани се 13 општински патни правци до населените места. За прв пат во историјата добија патен правец асфалтиран населените места и поврзување на населените места. Канатларци Подмол, должина од 5 км, инвестиција 20 милиони денари. Пат до Големо Радовил, должина 4,5 км, инвестиција над 20 милиони денари. Се изврши рехабилитација на патот Тополчани Канатларци, 6 км должина, инвестиција над 20 милиони денари. Пат од Подмол до Лопатица, за прв пат во историјата, должина 3,5 км, инвестиција од 14 милиони денари. За прв пат доби поврзување и населените места, пат, односно добија населените места Веселчани Боротино во должина од 1,5 км, инвестиција 7 милиони денари. Се изгради пат до населеното место Бонче во должина од 3 км, инвестиција од 16 милиони денари. Населеното место Штавица доби асфалтен пат за прв пат во должина од 1 км, инвестиција 5 милиони денари. Се инвестира 12 милиони денари за патот до Дујне, кој исто така доби прв пат асфалтен пат во историјата и ова населено место во должина од 3,1 км. Се асфалтираше и патниот правец Беровци-Галичани во должина од 1,2 км, за што беа инвестирани 5 милиони денари. Клепа-Черековци за прв пат се поврзаа со асфалтен пат, должина од 2,6 км, инвестиција од 16 милиони денари. За прв пат се поврзаа со асфалтен пат населените места Алинци-Шелеверци, должина од 2,5 км, инвестиција од 17 милиони денари. За прв пат асфалтен пат се изгради до Маркова чешма во должина од 1,5 км, за што беа инвестирани 10 милиони денари. Асфалтен пат доби и населеното место Волково во должина од 4 км, инвестиција од цели 24 милиони денари. Асфалтен пат за прв пат во историјата доби и селото Манастир во Мариово во должина од 3 км, инвестиција од 16 милиони денари. Се реконструираше после децении патот Прилеп Македонски Брод, инвестиција од 77 милиони денари. Исто така се реконструираше после децении и патниот правец Прилеп Крушево, за што се инвестираа 70 милиони денари. Нов асфалт доби и патниот правец Ново Лагово Кадино село во должина од 7 км, инвестицира 4,5 милиони денари. Лани започна асфалтирањето и реконструкцијата
на стариот пат за Битола од Прилеп до Тополчани во должина од 4,5 км, за што се инвестираа 10 милиони денари. Започна реконструкција на патот Боротино-Ново Лагово. Овој патен правец досега е реконструиран до Кадино село, а треба за брзо време да се продолжи со реконструкција до Ново Лагово. Патни правци беа изградени до позначајните манастирски комплекси кај нас, со што се придонесе за развој на така наречениот манастирски туризам, кој токму поради патната инфраструктура секоја година во Прилеп носи илјадници туристи од целиот свет. За прв пат во историјата се изградија патишта до следниве манастири. До манастирот Трескавец во должина од 7,5 км, инвестиција од цели 111 милиони денари. Се изгради пат до манастирот Свети Димитрија во населеното место Селце, должина 2,2 км, за што беа инвестирани 9 милиони денари. Асфалтен пат доби манастирот Света Петка во село Лениште со должина од 1,2 км, инвестиција од 6,6 милиони денари. Исто така за прв пат во својата историја асфалтен пат доби и манастирскиот комплекс Свети Преображение во населеното место Зрзе во должина од 7,5 км, за чија изградба беа инвестирани 98 милиони денари. Освен локални патишта, во изминатиот период од 12 години, во населените места беа изградени и голем број на улици. Улици беа изградени за прв пат во историјата во населеното место Големо Коњари во должина од 3 км, вредни 15 милиони денари. Нови асфалтирани улици доби и соседното населено место Мало Коњари во должина од 1,5 км, кои чинеа 5 милиони денари. Во должина од 1 км се изградија и улици во Ново Лагово, инвестиција од 3 милиони денари. Населеното место Селце исто така доби нови асфалтирани улици во должина од 1 км, инвестиција 2,5 милиони денари. Во Галичани се асфалтираше површина во должина од скоро 1 км, за што беа потрошени 1,8 милиони денари. Во Канатларци се асфалтираа улици со должина од 2 км, за што пак беа вложени 3 милиони денари. Кадино село доби асфалтен пат на околу 1 км, кој чинеше 3 милиони денари. Има Жучиште каде се асфалтира улици од должина од 600 метри, се инвестира инвестиција вредна 1,8 милиони денари. А беше реконструирана и главната улица во населеното место Тополчани. Покрај асфалтирањето на улици имавме и доста тампонирање на улици во поголем број населени места во општина Прилеп. Значи, вкупно за 12 години до и во населените места изградена е патна инфраструктура во должина од цели 105 км, а за тоа се инвестирани над 11 милиони евра. Во наредниот период е предвидена изградба на следни патни правци, за што веќе е подготвена техничка документација. Приоритет ќе се даде на следниве патни правци: Волково Прилепец, пат до село Дабница, Поревоец Крстец поврзување, Подмол Бонче, Полчиште Бешиште. Асфалтен пат ќе биде изграден и до селото Марул. Исто така со асфалтен пат предвидено е да се поврзи селото Канатларци со село Добрушево од соседната општина Могила, односно во соработка со општина Могила. И доколку се обезбедат средства, ќе се започне со реализација на еден од покрупните проекти изградба на патот Дрен-Смолани. Или вкупно, во наредниот период предвидени се следниве за асфалтирање на сите овие локални патишта, должина околу 40 км, планирани се околу 260 милиони денари или околу 4,3 милиони евра, кои би се обезбедиле од разни достапни фондови за општината и државата и дел од сопствениот буџет, како што го обезбедувавме тоа и досега. Во изминатиот период, општина Прилеп, освен во патна инфраструктура, доста инвестираше и во изградба на канализациони и водоводни системи, односно мрежи, во повеќе населени места. За 12 години на оваа локална самоуправа, за прв пат во историјата се изградија водоводни системи до повеќе населени места. И тоа до населеното место Ерековци, Канатларци, Подмол, Клепач, Чепигово, Тројкрсти. За прв пат се изградија водоводни системи и до населените места Веселчани, Штавица, Чумово, Лениште, манастирот Света Петка, Кадино село, село Манастир во Мариово и така натаму.
Нови бунари се ископани во населените места Алинци и Големо Коњари. Во наредниот период се планира изградба на нови водоводни системи и тоа. Нов бунар би се изградил во Канатларци за дополнување на водоводниот систем. Манастирот Трескавец би добил нов водовод. Нов водовод е планирано да се гради во манастирот Свети Димитрија, населено место Селце, а водоводи треба да добијат и населените места Бонче, Дујне и Чаниште. За сите овие водоводи инвестирани се неколку десетици милиони денари. За прв пат во историјата примарна канализациона мрежа се изгради во трите најголеми населени места во општина Прилеп кои имаат над 1000 жители, а тоа се Мало Коњари, Големо Коњари и населеното место Канатларци. За изградбата на овие канализациони системи беа инвестирани повеќе од 1.000.000 евра. Во иднина се планира изградба на секундарна канализациона мрежа во сите овие три населени места кои што ги спомнав, а исто така има подготвено локалната самоуправа и техничка документација со цел да може во иднина да се аплицира пред различни фондови за продолжување на трендот на изградба на канализациони системи во населените места. И тоа довршување на канализацијата во населено место Беровци, се предвидени изградба доколку се обезбедат средства и е готова техничка документација, како што кажав, за населените места Селце, Мажучиште, Тополчани, Ерековци, Ново Лагово, Галичани, Чепигово и Кадино село. Но ние како локална самоуправа нема да застанеме тука и понатаму ќе продолжиме со инвестиции и со подобрување на квалитетот на живот во сите населени места. Нашата цел како општина е овие населени места да ги добијат истите услови за живот, исто како и жителите во град Прилеп.